Прво послание на апостол Петар, 1 глава. Петар, апостол на Исус Христос, до повратниците распрснати по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витанија, избрани по предзнаењето на Бог Отецот и осветени од Духот за послушност и попрскување со крвта на Исус Христос, да ви се умножат благодата и мирот. Благословен е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не прероди преку воскресението на Исус Христос од мртвите за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, чисто, кој не свенува, запазено на небесата за вас, кој Божјата сила преку верата ве сочувала за спасение, приготвено да се открие во последното време. Затоа радувајте се, макар што можеби сега ќе треба малку и да тагувате поради разновидни искушенија, та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато, кој сепак се испробува преку оган, за пофалба и чест и слава, кога ќе се појави Исус Христос. Кого го сакате, иако не сте го виделе, и во кого верувајќи сега, а не гледајќи го, се радувате со неискажлива и славна радост, примајќи ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Тоа спасение го бараа и испитуваа пророците што прорекоа за вашата благодат, откако испитаа во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејќи за Христовите страдања и славата која иде по нив. Ним им беше откриено дека тие не за самите себе служат, туку за вас, со ова што ви се јави сега вам преку оние кои го проповеда Евангелието од небото, преку Светиот Дух, и во кој копнеат да цирнат ангелите. Поради тоа, возлюбени, препашете ги колковите на умот свој, бидете бодри и имајте целосна надеж дека ќе ви се принесе благодата при јавувањето на Исус Христос. Како послушни чеда, не постапувајте веќе според поранешните ваши похоти, кога бевте во незнаење, но по примерот на Светиот кој ве повика и вие самите бидете свети во сите ваши постапки, зашто напишано е: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Ако го нарекувате Отец оној кој непристрасно секому му суди според делата, тогаш поминувајте го времето на својот живот во страхопочит, знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот, кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос, кој беше презначен уште пред создавањето на светот, а се јави во последно време заради вас, кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, та верата ваша и надежта да ви бидат во Бога, откако ги очистивте душите своји со послушност кон вистината преку Духот, за нелицемерно братолюбие. Сакајте се еден со друг постојано со чисто срце, како преродени, не од распадливо семе, туку од вечно, преку Словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Зашто телото е како трева, и секоја човечка слава како цветот трева, се исушува тревата и цветот незин паѓа. Но Словото Господово останува за секогаш, а тоа Слово е Евангелието што ви беше објавено.